Денес сме во Ростуше, во општина Маврово Ростуше, во поддршка на нашиот кандидат за градоначалник, доктор Мевмет Џафери. На Маврово Ростуше како општина и се потребни промени. Промени од две причини. До сега веќе имаше Маврово Ростуше кандидат од страната на СДСМ, кој што повторно е нивни кандидати, веќе прочитана книга, кој што се споменува во некакви сомнителни поделби на парцели, деградирање на луѓето, поделби. Зборува СДСМ вчера дека во Маврово Ростуше имало некаков развој како општина, но фактите зборуваат нешто сосема друго, а тоа е дека во двата последователни изборни циклуси за кандидат за градоначалник не можеше да се оствари цензусот од причина што народот од тука се иселува, а во последните 5 години тоа е масовно и токму заради тоа за прв пат, два пати поред, ние не можеме да имаме избори кои што ќе бидат успешни. За разлика од овие погрешни политики и никаков развој и уназадување на оваа општина, ние го имаме како кандидат докторот Мевмет Џафери, како што кажав, човек кој што е познат меѓу населението тука, човек кој што е посветен на своите сограѓани, човек кој што е честит, чесен и човек кој што ќе направи се и ќе се посвети на општината максимално. Од таа причина, значи ги повикувам граѓаните на општина Маврово Ростуше да излезат во сабота и да го поддржат нашиот кандидат, а тоа е доктор Мевмет Џафери. СДСМ ја одби понудата на Мицкоски за брза точка за уставни измени, воспротивно доколку не поминат да има избори. Ваш коментар? Одбивањето, значи, на предлогот на председателот Мицкоски, а тоа е нели подитно да се свика собрание и да се стави на гласање уставните измени, повеќе од јасно кажува дека СДСМ нема мнозинство и токму од таа причина избегнува, значи, да ги организира, да кажеме, да го свика собранието, односно и да стави точката на гласање. Значи, за нас тоа прашање е затворено, затоа што, како што кажав, мнозинството го немат и затоа не е ставено на гласање. Од друга страна пак, повеќе од јасно е дека премиерот се плаши, затоа што знае дека доколку го стави предлогот на гласање, не помине, нели, следното што требаше да го направи е да распушти парламент и да побара предвремени парламентарни избори, на кои што повеќе од јасно му е дека народот ќе гласа против и тие треба да се заменат. Токму од таа причина тие го одбија предлогот на председателот Мицкоски. Има реакција на историчарите за договорот на историските комисии Бугарија и Македонија. Како гледате на ова? Видете, во однос на тоа прашање од материјален аспект или некое толкување на историјата не би завлегувала, затоа што нели ни провокација, не сум историчар. Меѓутоа има неколку работи кои што се тука јасни на секој граѓанин. Прво факт е тоа дека во континуитет зборува и гарантира дека историските прашања воопшто нема да бидат тема. За сега да гледаме дека тоа е на некој начин ултиматумот. И со оглед на тоа дека ситуацијата покажува дека бугарските историчари слават, а нашите секојдневно критикуваат и даваат милион образложенија зошто не треба да се почне со оваа тема, повеќе од јасно зборува дека договорот е штетен за нас и дека она што го ветува и го кажува СДСМ е уште една нивна лажга во списокот на еден куп лажги кои што до сега ги имаат кажано.